Почитувани граѓани, почитуван мандатар, почитувани кандидати за министри, колеги, пратеници, навистина бев испровоциран да се јавам на оваа реплика и не можам да разберам, колега Тречувовски, со кој образ тука ни говорите, особено за националните прашања. Народот ве казни на изборите токму поради предавствата и лагите и манипулациите кои што ги кажувавте и ги правевте во текот на 7 години. И немојте да мислите дека тоа што вие и вашите колеги кои што стојат до вас тука во овие пратенички столчиња, со тоа се спасуваат од одговорност и на еден начин бараат алиби за се она што го направиле. Кога говорите за промената на уставното име, исто така и за прифаќањето на бугарскиот диктат, има една народна поговорка што вели дека е доволно еден будала да го фрли каменот во бударот, а потоа 300 паметни и умни луѓе не можат да го извадат. Така да немате легитимитет да говорите за националните прашања, затоа што сета штета која што е направена врз Република Македонија е токму резултат на владите на Зоран Заев и на Димитар Ковачевски. И она што е интересно е тоа што се уште не ви доаѓа умот после се она што го направивте и се уште мислите дека сте на власт и дека може да ги лажете граѓаните. Знаете ли зашто бевте поразени покрај овие национални предавства? Затоа што го руиниравте здравството. Го руиниравте, го уништите јавното здравство само за да направите профит во приватното здравство. Она што го направите во здравството и остана како споменик на владењето на СДС и ДУИ, токму модуларната болница, онкологија и многу други случаи, да не се навраќаме назад на ковид кризата. Понатаму, затоа што Министерството за внатрешни работи го претворивте во дувло за партиски вработувања, затоа што високи поддржувачи и активисти на Социјалдемократскиот сојуз се вдомија токму во Министерството за внатрешни работи и рамо до рамо беа со криминалците и подоста станаа локални шерифи. Потоа, за капиталните инвестиции, можеби и вие имате дел од одговорноста за тоа што не успеавте во 7 години да почнете и да завршите ниту еден капитален проект. Ако има таков, повелете овдека и кажете и го на јавност. За жал, Македонија ја донесовте во рангот на држави со кои што не треба да се гордееме, а тоа е резултат на вашето 7 годишно владење. Благодарам.